Постојната влада на власт е веќе 8 години. Ако тие сакаат тоа да го направат, имаат доволно време овие 8 години тоа да го направат. Тоа што тие им текна тоа да го направат дури од септември, значи ја имат веќе идејата, можеа пред еден месец тоа да го донесат како одлука. Самото тоа што не го донесуваат пред одлуката, а е за после изборите оставано, фрла голема сомнеш дека ова е само предизборно ветување кое понатаму ќе биде заборавено. Ние овде сме во одбрана на Уставот на Република Македонија. Уставот на Република Македонија во својот член 1 кажува дека Македонија е социјална држава. Ако е социјална држава, тоа значи дека мора да помогне на стечајците. Ако не може да им се најде работа, тоаш мора државата да исплати парични надоместоци. Има пари во буџетот, но тие пари се трошат за ненаменски средства. Обештетувањето на стечајците би значело максимум 13 милиони евра од буџетот годишно. Државата за обештетување на старите девизни штедачи, на оние граѓани со заробени девизи, одвојуваше 52 милиони евра годишно цели 10 години. Ако државата можеше да одвојува 52 милиони евра годишно, може да одвојува и 13 милиони евра. Она што недостасува не е пари во буџетот, туку политичка волја да им се помогне на граѓаните и да се почитува Уставот на Република Македонија, кој кажува дека Македонија е социјална држава. Секоја власт која не помага на народот, таа го крши Уставот на Република Македонија. Верувате во политичката волја на оваа власт? Оваа власт покажува дека нема политичка волја. Оваа власт донесе закон за стечајците со кој ги исмева стечајците, бидејќи предвидува да добијат паричен надоместок стечајци по 2003 година. Во Македонија Агенцијата за приватизација е затворена во 2003 година, бидејќи скоро и нема веќе државни фирми по 2003 година. Правда! Правда! Социјална правда! 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 Социјална правда! 12 години сум без работа. Како ги преживувате овие 12 години? Никако. Сомак. Сметки како се плаќаат? Не сум плаќал ништо. Стојат неплатени. Да, не ви доаѓаат извршители? Па они доаѓаат, меѓутоа на некој начин се регулира тоа. Едното ми дете работи и целата работа се преко него. Што е оно вие што го барате денес? Да ми се даде мојот минат труд, да ми биде платен. Затоа што јас имам давано само допринес, зимано ми е од мојата плата за да биде државата изградена. Меѓутоа сега сум на улица заедно со оваа толпа на луѓе, што си ги трагаме правата наши, едноставно да бидеме згрижени, да имаме барем една мала екзистенција за нормален живот. Која фирма работите? ЗИК кооперација. Да, и сега колку време сте на улица? 13 години. И како преживувате? Никако. Сметки, едно друго? Сметки ништо, ни сметки, ни ништо нема. Не ви доаѓаат извршители? Доваѓат. Како се Ама нема ни струја, нема ни вода, нема ништо. Ова што денеска се дешава во Македонија за секоја осуда, пред се на владата на Македонија, на премиерот на државата, на синдикатот на Македонија и на телевизија на Македонија, македонска телевизија. За која што народот плаќа пари, одделува од данокот од својот така мизерен джеп, а е толку срамота и мизерно што не се решава проблемот на она што викаме најзагрозната класа у Македонија. Не е само ова загрозна класа у Македонија, загрозна класа и работничката класа у Македонија, кој што се задоволува со така ниски лични доходи, со 8700 денари или со негде околу цирка 450 денари по ден. Во стечај сум од 1995 година, значи тоа што значи уште малку 19 години. Кај помош да барам синоќе во Кавадарци беше Груевски, му викам дај да дојдам тие едни телохранители негови дојдоа и не може да разговараме ништо со оние. Ева, нивен член сум кој сум бил од 90 година, еве што заслужува нивниот член преди се. Еве. И со кого ја да разговарам сега, кого да го вреđам. Значи, голема благодарност да се живи и здрави 1000 години
нек не тапчат вака, не ли ги срам? Што друго да кажам?